Утринава во Кочани се дишеше најзагаден воздух во државата. Мерните станици покажаа концентрација на PM честички од 137 микрограми на метар кубен, што е за речиси 3 пати над дозволените 50 микрограми. Ова Кочани го прави убедлив рекордер по загаденост на воздухот во источниот регион. Години наназад концентрацијата на честички во Кочани е над дозволената. Според последниот извештај на Центарот за јавно здравје, годишната концентрација на PM честички е пресметена на 329,91 микрограми на метар кубен. Веднаш зад Кочани е Штип, каде годишната концентрација на PM честички е 189 микрограми на метар кубен. Ова навидум им не е толку многу, но овдешните жители во зимските периоди дишат се потешко, особено во утринските и вечерните часови кога загаденоста на воздухот е најголема. Па види се, у Штипе претежно беше чист воздух, ама се бидејќи со овие новите коли што ги купуваме и старите коли што ги донесеме од запад, градот малку стана нечист. Не е добро, не е убаво и за младите и за старите. И нас старите, а за децата најнечи. Да се уведе некое парно, непарно возење и тие сиромашки луѓе што нема со што да се греат, а греат се со тие отпадни, со каучуци, со пластики, да се забрани тоа, можеби ќе се намале загадувањето. Помалку возила, сега секоја куќа има по 3 возила. Секоја фамилија има по 3 возила. Дека нешто со воздухот не е во ред, потврдува и бројот на пациенти со респираторни проблеми кој е постојано во пораст. Конкретно во 2012 година, бројот на заболени само од астма бил 3582, во 2013 3956, во 2014 4739, додека лани со диагноза астма биле 5050 лица.